Кој е одговорен за скандалот со препишувањето на матурскиот испит? Министерството за образование и Државниот испитен центар си ја префрлаа топката за лоцирање на одговорноста за пропустот при полагањето на вториот екстерен испит по англиски јазик. Од ресорното министерство побараа да се најде виновникот за тоа и најавија длабински промени за следната учебна година. Иако тестот не им бил достапен на учениците пред полагањето, истиот е споделен преку апликација за време на полагањето, сепак тоа е пропуст кој никако не требало да се случи и повлекува одговорност. Од следната година очекуваме полагањето да биде во училишни сали. Таму ќе се намалат ризиците од можни нерегуларности. На ова експресно реагира од Државниот испитен центар. Велат министерот за образование само бара начин да ја избегне сопствената одговорност. Изјавата на министерот во врска со причините за неполагање на државна матура во големи простории ја лага. Впрочем, за матурата да се спроведува во сали или да се обезбедат блокатори, интернет и телефонските мрежи, во училиштата вработените и ДИЦ се борат од спроведување на првата матура и досега не сме добиле дозвола за тоа. За сето ова што ни се случува виновен е системот, алармираат професорите. Велат факт е дека државата не води грижа за образованието. Им се дава на учениците за знаење дека оној кој ќе биде фатен на испит со телефон, дека нема право да полага до следната година. Тука завршува проблемот. Тука никој нема да се осмели тоа да го прави. Во овој случај мислам дека сносат и голема одговорност и наставници оние кои што го извршуваат испитот. Според професорот Или Јацевски, ако сакаш да уништиш нација, почни од образовниот систем. Последиците од тој систем, би рекол, на неквалитетно образование, не зборуваме и на сите сфери, не само на основно, средно и на високо, особено на високо образование, а они тек ние ќе ги почувствуваме, затоа што стотици дипломци, магистранти, па и докторанти поминаа, како би рекол, се здобија со титули, со звања на еден многу неквалитетен, нетранспарентен начин. Тие не се способни да работат. Пандемија, онлайн настава, штрајк на наставниците, дојави за бомби, немање учебници. Ова се само дел од проблемите со кои се соочува учениците. Како што алармира професорската Фела, лошите политики за образованието ќе доведат до уништени генерации.